огромна хуманитарна катастрофа во Делчево, поплави во овој град на крајниот исток на Македонија. Надлежните се борат, испомпуваат вода. За среќа немаме човечки жртви, но материјалните штети се огромни. Тоа е главна вест ова утро во делот надвор од политиката. Во делот од политиката главно е дека имавме лидерска средба завчера. Обично лидерските средби ги затвараат прашалниците. Ова отвори многу нови. Ова утро мој гостин е Тимчо Муцунски, подпредседател на ВМРО ДПМН и градоначалник на Аеродром. Добро утро, Муцунски. Добро утро. Благодарам за поканата, можноста да гостувам. Муцунски, вие имавте пресконференција непосредно пред лидерската средба. Кристијан Мицковски имаше средба со извршниот комитет на вашата политичка партија. Вие ги дадовте црвените линии на ВМРО ДПМН за таа лидерска средба. Отстапува ли тоа што се разговараше подоцна од црвените линии? Па јас не мислам дека отстапува тоа што председателот Мицковски го кажа и по лидерската средба и на неговото интервју синоќа на телевизија Сител, и мислам дека ставот на ВМРО ДПМН во овој период е конзистентен и остануваме на тој став кој што е потврден од сите партиски тела и органи, а тоа е дека уставни измени под вакви околности ВМРО ДПМН нема да прифати. Тоа што мислам дека се случи еден заклучок кој што можеме примерно да го извлечеме по завршувањето на лидерската средба е дека се разби тој мит кој што парламентарното мнозинство, односно ДУИ и СДСМ, го градат повеќе од 6 месеци и една година, а тоа е дека има пратеници во ВМРО ДПМН кои што ќе го гласаат уставните измени под овие околности, дека е постоело според нив така наречено европско крило во ВМРО ДПМН, и тој мит е разбиен. Тоа што се потврдува е дека владата во овој момент нема двотретинско мнозинство, иако долго време говореше дека има двотретинско мнозинство за уставни промени. Но сите како гром од ведро небо не погоди оној разговор, оној дискурс за можна широка влада помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Две работи се важни според мене од таму. Првото, тоа дека ВМРО ДПМН бара одложено донесување на уставните измени, односно да се донесат, но да важат од моментот кога ќе влеземе во Европската унија, што е во ред. И второто е да се донесат од една широка влада во која ќе членуваат сите политички партии без ДУИ. Прво да разјасниме кој е приодот на ВМРО ДПМН. Имаме влада која што пред една година, си да се сеќаваме, и создаде на Македонија проблем. Проблемот меѓу другото е создаден од тоа што имаме сосед, Република Бугарија, која што е непринципилна и агресивна спрема Македонија. И земја која што работи за попречување на европската иднина и европскиот пат на државата. Владата прифати еден предлог кој што во својата содржина е неприфатлив за нас. И ние велиме, прифатливи се сите типови на предлози кои што може да значат сигурност во македонскиот евроинтегративен пат, примерно воден низ призмата на европските вредности. Кога се во прашање уставните измени, ако се сеќавате, ВМРО ДПМН пред неколку месеци даде потврда дека ние како политички субјект сме подготвени, например, да го поддржиме хрватскиот модел на уставни измени. Ние исто така сега председателот Мицковски потврди да може да разговараме за одложена примена, но таа одложена примена да важи пред Македонија, односно во моментот Македонија кога ќе стане земја членка на Европската унија, бидејќи што е битно? Битна е известност. Битно е да знаеме дека нема да имаме никаква понатамошна блокада од страна на Република Бугарија врз основа на субјективни билатерални критериуми. И некоја земја членка на нашиот европски пат да каже ја блокираме Македонија заради недоволно реформи во делот на борба против корупција, правосудство, тоа ќе можеме да го разбереме ако не постигнуваме резултати. Но тоа што по никоја цена не може да се разбере е постојаната негација на нашиот јазик, идентитет и сите културни обелешки. Тука е разбрано и тука мислам и дека јавноста ве разбира. Оно што не го разбираме,
поголем дел од нас, обичните луѓе, е овој дел за заедничка влада на СДСМ и ВМРО ДПМН. Така ви кажам, два аргументи кои и јас ги слушам од луѓе и од стручната фела, но и од обични луѓе, нели, кои си ги поставуваат овие прашања. Прво, вакви влади се прават за национален спас. Ние во Македонија моцнушки немаме војна за среќа. Немаме некоја голема елементарна непогода или слично. И второ, таа влада ќе трае година дена. Зошто ВМРО ДПМН одбира да влезе во влада во СДСМ и да го срози својот рейтинг за година дена? Целта е таа влада да биде влада која што ќе има уврска да ги организира следните парламентарни избори. И таа влада која што не има зборуваме уврска, за оперативно владење. не зборуваме за политичка влада, која што ќе превзема конкретни чекори и политики, бидејќи неколку месеци не се доволно и најкапацитетната влада да имате од гледна точка на човечки ресурси да направи нешто конкретно. Ова треба да биде влада која што ќе направи внатрешна нормализација преку исклучувањето на ДУИ од владата, и понатаму ќе биде влада која што ќе ги превземе сите чекори за организирање на фер и кредибилни избори, каде што сите политички партии ќе имаат еднаков терен за убедување на гласачите дека нивната политичка платформа е најдобра. По никоја цена ова не треба да се интерпретира како некој модел на политичка влада кој што ќе значи оставање на простор за исклучување од одговорност на сите кои што за кои што има индиции дека сториле било какво кривично дело или сториле било каков криминал. Ова треба да биде влада за нормализација на внатрешните односи и влада која што веднаш ќе превземе итни чекори за организирање на предвремени парламентарни избори. Значи не зборуваме за политичка влада, не зборуваме за заедничко владење, не зборуваме за заедничка стратегија. Така е. Значи во овој момент зборуваме за Затоа што многу луѓе се фатија за пиштол, условно кажано, во моментов кога рековте ќе правиме влада заедно со СДСМ. Концептот е да се направи еден поширок состав на влада со вклучување на сите политички субјекти, вклучително и представниците на албанскиот опозицијски политички блок, со цел организирање на фер и кредибилни избори. Но тоа е доколку секако, тоа е, за да се реализира тоа, предуслов е прифаќање на предлогот на ВМРО ДПМН за целосно одложена примена на Значи, уставните не прифаќате влада со директна примена, веднаш примена да има. Не. Значи, тие се предусловите кои што мора да се случат. Тоа е едната алтернатива. Втората алтернатива која што ја понуди претседателот Мицкоски е парламентарни избори веднаш, на есен, тоа значи, и потоа превземање на низа чекори за обезбедување примарно на гаранции од европските институции за иднината на нашиот европски пат. Вториот чекор е социоекономски пакет од страна на Европската унија и третиот чекор е обезбедување сигурност дека Бугарија конечно ќе почне да ги применува пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, пред се насочени кон заштитата на македонското национално малцинство. Што значи, ние бараме обезбедување на процес кој што ќе значи известност на македонскиот евроинтеграцијски пат и крај на овие непринципиелни, противправни и антиевропски блокади кои што ги воспоставува Бугарија. Може едно прашање од слушателка? Сега. Ова е многу интересно. Билјана од Скопје прашува: дали ВМРО не гледа дека и направи неплатен маркетинг на ДУИ и ги исклучува од одговорноста за досега направеното? Тоа е последното што треба да го бараат, затоа што ова во албанскиот политички блок, веројатно мисли нашата слушателка, ќе го крене рейтингот на ДУИ, како еве македонците сакаат да ни избркаат нас од владата. Се прашањето за каков тип одговорност зборува слушателката. Прво, ако е прашањето за правна или кривично правна одговорност, наша цел е да воспоставиме систем на независно обвинителство кој што конечно ќе почне да ги истражува сите индиции и сомнежи за криминал. Така да ако е исклучување на таков тип на одговорност, дефинитивно не значи и тоа. Истовремено сме длабоко убедени дека во моментот кога ДУИ ќе биде исклучена од централната власт, таму веќе се случуваат и одредени поместување во рамките на таа партија, но сметаме дека со исклучувањето на ДУИ од централната власт, а вклучувањето на албанската опозиција во централната власт,
а тек тогаш ќе почне таа една природна и добра за дуи катарза во рамките на партијата, кој што ќе ја остави еден период од неколку години со сигурност во опозиција, но би требало да ја промени, да стане конечно партија која што се грижи за интересите на оваа држава, а не за интересите на мала група поединци во нејзе. Видовме во медиумите многу различни коментари, по социјалните мрежи гледаме и одредено ниво на бес. Многумина толкуваат дека ВМРО ДПМН е издало. И тоа е една оценка која не преовладува целосно, но гледаме многу објаснувања и дообјаснувања на социјалните мрежи. Она што го имам како прашање е: зошто ВМРО, наместо да му го даде на Ковачевски последниот удар и да каже ние не ти учествуваме ништо од ова тајни избори, одлучи да влезе во ваква фаза, па сега да се објаснуваме, да ги презентирате вашите идеи, да разговарате во јавноста и така натаму. Да ги убедувате ако сакате и вашите членови. Нема ништо што е позначено од интересот на државата. И ние ќе продолжиме да го штитиме интересот на државата на начин кој што мислиме дека е најдобар. Да, има обид за создавање, би рекол, на една вештачка хистерија. Тоа се согласувам, кој што е предводена од неколку поединци кои што длабоко одработуваат за интересите примарно на ДУИ, а понатаму и на дел од СДСМ, но ние сметаме дека ова е правилниот пат за носење на одлуки насочени кон заштита на државните интереси и ќе продолжиме така да се однесуваме во идниот период, останувајќи секако ќе потврдам цврсто на нашите примерни ставови. Уставни измени од вакви околности се невозможни и ВМРО ДПМН нити ќе ги поддржи, а со неподдршката на ВМРО ДПМН тие не може да се случат во собрание. СДСМ денес има централен одбор, кај се вика комитет, кај ни се вика одбор, на кој ќе дискутираат за тоа, за заклучоци од оваа лидерска средба и како ќе се постават понатаму. Очекувате ли соработка од нив? Тешко е да се даде одговор на тоа прашање дали очекуваме соработка од СДСМ. Мислам дека во актуелното раководство на СДСМ е предлабоко во прегратката на ДУИ за да може да се ослободи од нејзе. Доколку СДСМ беше одговорна партија, во истиот момент ќе имаше оставка од премиерот Ковачевски и ние ќе се подготвувавме оваа есен да одиме на парламентарни избори. Мислам дека ова е обид на СДСМ, ова се обиди на СДСМ за создавање на неколку политички маневри кои што мислат дека ќе им амортизираат позицијата по страшниот рейтинг, негативен рейтинг кој што тие го имаат, но мислам дека нивната координација со ДУИ е се уште на многу високо ниво и сметам дека токму чекорот кој што го превзема ВМРО ДПМН ќе го извади токму тоа на апсолутна виделина пред македонската јавност. ДУИ прифати да оди во опозиција, но по случувањето на уставните, на хипотетичко случување на уставни измени под околности за кои што ние не дискутираме. Значи ДУИ прифати да оди во опозиција по изјавата кој што ја прочитав од Османи, под околности кои што за ВМРО ДПМН, да бидеме искрени и реални, се апсолутно неприфатливи. Тоа е еден блеф на ДУИ. ДУИ не стравува од ништо повеќе и тебе уште дополнителен одговор на вашата слушателка. Нема нешто од кое што ДУИ се плаши повеќе од тоа да биде 2 дена во опозиција, бидејќи токму тогаш има распад на еден систем кој што е изграден врз основа на тесни интереси, на мала група луѓе кои што се обидуваат да воспостават контрола единствено врз основа на криминал и корупција. И нема нешто што повеќе ги плаши ДУИ од тоа и затоа и верувам дека и вечерашните состаноци на раководството на СДСМ веројатно се стимулирани токму од ДУИ за да се превземат такви дополнителни маневри. Муцунски, слушателите не подсетуваат на подпишаните нотарски изјави. Велат, вашите пратеници подпишаа нотарски измени дека нема да гласаат за уставни измени. Дали овие подписи важат за ова одложено гласање за уставни измени? Што подпишаа пратениците таму? Вие правник сте сега, како ќе го толкуваме? Ние цврсто стоиме на ставот дека најголемиот недостаток во овој процес е што ја прави Македонија
подложна на дополнителни и понатамошни уцени од страна на Република Бугарија врз основа на ставови кои што немаат никаква поврзаност со европската интеграција. И нашата цел е преку одреден систем на гаранции за нашата држава да обезбедиме сигурност дека тоа нема да се случи во иднина. И затоа ние велиме, од овие околности кои што е прифатена оваа преговарачка рамка и овие заклучоци на европските институции, на крај памет не ни доаѓа да поддржиме било какви уставни измени. Значи за уставни измени во овој формат како што го сакаат СДСМ и дуи не постои. Апсолутно. Тоа е добро да се расчисти во однос на една друга исто така актуелна тема е тоа дека овие кои кажуваат нели дека ВМРО ДПМН не издава, велат во исто време дека и вашата партија, односно нејзиното раководство е уценето и мора да направи отстапки. И токму поради тоа ова што се случува сега наликува на оној, ако се сеќавате на Зоран Заев и Линденска Македонија која ја предложи како предлог, како еден блеф на масата за потоа да се донесат вистинските уставни измени. Времето ги дава најдобриот одговор на сите овие дилеми. Цела една година се изнаслушавме како СДСМ ќе обезбеди во третинско правителство. И прес-релисови изјави на високи представници на ДУИ на СДСМ. Како вакви какви што се предложени ќе има мнозинство раководството на ВМРО ДПМН ќе ги прифатам. Еве сега имаме јасна потврда дека тоа нема да се случи. Сега веќе истите тие луѓе тргнуваат кон нова фаза на создавање на вакви теории на заговори и така натаму. Нашите позиции се кристално јасни и такви ќе останат. Паќаме хрватски модел на уставни Тој веќе не се разговара. Добра, ама тој е прифатлив за нас. Тоа не се разговара бидејќи никој друг не го прифаќа освен вас. Се да бидеме вака. Премиерот и министерот за надворешни работи први го спомнаа хрватскиот модел. Се потсетиме и на тоа. Да, но они во поинаков концепт го. Они бидејќи или не го разбираат или сакаат да манипулираат со јавноста за тоа што значи хрватски модел. Да. И двете алтернативи се повторно ќе кажам жални за Македонија. Бидејќи или не знаат или не лажат. Велиме одложена измена до пред влез во Европската Унија исто така прифатлив модел за нас. Обезбедени гаранции од европски институции, социјекономски пакет и гаранција дека Бугарија ќе ги применува пресудите на СЧП е исто така прифатлив модел за нас. Но тоа ќе бара конечно македонската надворешна политика да биде проактивна и да обезбеди отстапки од Република Бугарија, бидејќи 6 години наназад имаме попуслива надворешна политика која што бара само отстапки од нас, 100% се даваат и нема никаква известност за Македонија. Ние сакаме да ја обезбедиме на оваа држава известност по европскиот пат. И тоа се тие предлози кои што ние ги нудиме. Муцунски, ти благодарам, одиме со кратка пауза за реклами. Почитувани слушатели, инаку нашиот колега Ивица Боцевски ова утро не е во студиото, како што знаете, цела недела е во Босна, иако јас мислам дека тука станува збор за некакви подготовки за влез во широка влада. Останете со 107,4, се гледаме по рекламите. Муцунски, гледаме своевидно, како да кажам, повторно разделечување на ставовите на ВМРО ДПМН и СДСМ. Еве ова утро соопштение од вашата партија вели Ковачевски не знае кајтера, свика состанок за предлозите кои на лидерската ги одби. Мислејќи на тоа одложено гласање, одложен влез на бугарите во уставот и за втората одредба, односно влада без ДУИ. Тоа е еден тренд на функционирање на СДСМ веќе 5-6 години наназад, односно пласирање на лажни тези преку еден медиумски апаратус кој што тие го има. Дури вчера гледав една пресконференција на портпаролката на партијата кој што не соодействува со реалност. Они сакаат да создадат перцепција дека ВМРО ДПМН прифатило нешто што не е прифатено. И сега мислат бидејќи лагата ќе алиферуваат 2 дена, на крај јавноста ќе поверува. И јас како јавност ќе ви кажам, дали ВМРО ДПМН е прифатила или не прифатила, ќе видиме на моментот на гласање за тоа. Тоа сакам да кажам. И затоа велам, доколку СДСМ
мисли дека ВМРО ДПМН прифатила под овие околности уставни измени, еве ги подготвиле уставните амандмани во една таа скриена работна група каде што патем немаше еден професор по уставно право. А ќе потсетам слободно, Колку интелектуалци беа таму Муцунски? имаше една група од 10-15 луѓе и не сакам да ги подценам. Не. Тие веројатно се компетентни во своите области, но таму немаше Но еден тие професор уставни по измени уставно право. беа една страничка. Да. И сега 15 души една страничка негде по 2,5 збора во просек. Тоа е прво. И второ, исто така што е симптоматично, нема некоја кој знае каква е, вие сте правник, нема некоја кој знае каква правна потреба од толкави експерти за тоа да го прават. Тоа може собраниски служби да го Има направат. потреба од стручни експерти по уставно право да седнат да го фразираат тоа како што треба за да биде прецизно, да биде точно, бидејќи сепак се работи за процедура која што тие ја отпочнуваат за промена највисокиот акт на државата. Но, еве подготвиле нешта. Вчера имала пресконференција дека ВМРО ДПМН е прифатила. Слободно, нека го поднесат тоа во собранието, нека отпочнат процедурата. За неколку недели ќе знаеме дали ВМРО ДПМН е за или против. Но во моментот кога ќе видат дека ВМРО ДПМН е против, веднаш нека го распуштат собранието. Бидејќи во таа ситуација единствено решение ќе бидат избори. Се обидуваат да создадат некоја вештачка атмосфера дека ВМРО ДПМН се бори единствено за власт. ВМРО ДПМН да се бори единствено за власт, ќе го прифатеше предлогот на Ковачевски. ВМРО ДПМН се бори за интересот на државата, интересот на овие граѓани и да се тргне оваа криминална клика која што владее со Македонија од овие позиции кои што ги има за државата конечно по одржувањето на парламентарни избори, да можеме да тргнеме во вистинска Постои една теорија дека наводно меѓународниот фактор му дал рок на Ковачевски до ноември да ја заврши оваа работа и дека тој е сега подготвен на се, па дури на ова вие што го барате. Времето и тоа ќе го покаже. Јас не мислам дека меѓународниот представниците на меѓународната заедница во овој момент земајќи во предвид овие околности кои што ги има во Македонија функционираат на тој начин, а тие сите имаат свој интерес и тоа е оправдано од нивна гледна точка, бидејќи секој има интерес да ги секој има врска да ги штити интересите на својата земја, на својата организација. Но јас тоа што би можел да го кажеме, не знам што Ковачевски ветува позади политичките завеси, не знам кои обврски тој ги превзема, но знам дека црвените линии на ВМРО ДПМН и денес се истите како што беа и претходната недела и претходниот месец и кога почна пред една година овој процес. Добро, ајде да видиме што ќе се случи. Нема 2/3 во моментов за уставни измени, сега сме во една меѓуфаза и не фативте цела држава пред летните одмори. Наместо сега да се подготвуваме каде ќе идеме на одмор ова лето, да ги разгледуваме аранжманите, да планираме еве ни од медиумите летна пауза, ние сега погледнете со што се занимаваме. Оврска на политичарите е да се однесуваат одговорно спрема тоа што е државен интерес, да се однесуваат одговорно спрема очекувањата на граѓаните. И од таа гледна точка извинување до вас медиумите ако малку потежок од животот ви го направивме во овој период. Многу потежок животот не го направивте. Ние сите мислевме, сега ќе се видат, нема да се договорат ништо, но ова излезе сега нели уште поголема сага. Вие сте правник, Муцунски. Не само што сте правник, вие сте професор на правниот факултет Јустинијан I. Можна ли е воопшто ваков експеримент, нели, да бидат донесени уставни измени со одложено дејство? Дали е воопшто тоа изводливо, ме интересира? И второто прашање е дали може би Ковачевски во право кога вели да, но тоа е надвор од рамката за преговори која ние веќе имаме изгласано. Не, прво второто прашање да ви го одговорам, не е надвор од преговарачката рамка, туку бара промена на протоколот подпишан помеѓу Македонија и Бугарија и бара промена на заклучоците на Советот. На Европскиот совет, но тоа се политички документи, не се правни документи. И не е тоа содржината на преговарачката рамка. Тоа да бидеме апсолутно јасни. Да, но знаете, тоа ќе имплицира доколку ние го промениме уставот вака,
треба повторно да седнеме со Бугарија и ќе треба повторно да седнеме со Европската унија. Дури еве и да сте во право, а сте во право. Затоа велиме, на нас не требаат гаранции, тие гаранции нема да ги обезбедиме преку ноќ. Туку обезбедувањето на гаранциите за Македонија значи проактивна дипломатска активност, односно она за кое што и се нудевме да и помогнеме на владата пред да го прифати овој предлог, ако се кејате ВМРО да помене даде понуда, и она за кое што велиме треба да се превземат дополнителни чекори да обезбедиме сигурност и известност за нашата држава и не велиме дека тоа ќе биде лесно, но се што вреди има некоја потреба од активност и борба за да се обезбеди. Значи ова не е инстант решавање на проблемот. Не е инстант решение. Но ние не сметаме дека треба да се води инстантна дворешна политика како што водат Ковачевски и Османи во последните години. Тоа е тој нивниот принцип на функционирање. Што бара другата страна во ред, се е прифатливо. Дали барате вие нешто? Не, ништо ние не бараме возврат. Никаква сигурност и никаква гаранција за овие граѓани кои што живеат во оваа држава и за тие кои што сакаме да ги вратиме кои што ја напуштиле државата. Од друга страна, прашавте дали е возможно, дали е возможен ваков предлог. Сум разговарал со неколку експерти, колеги, кои што се и тоа доста повозрасти, доста поискусни. Во науката најголемата вредност е искуството и годините. Така да сум разговарал со меѓу најискусните колеги, професори на мене кои ми биле професори од областта на уставното право и тие велат дека тоа од формално правна гледна точка, односно таа одложна примена до членство во Европската унија е возможно. Значи тоа е дефинитивно возможно. Да. Гласаме сега, а важи повлегувањето во ЕУ. Ова повторно ги создава нов проблем во јавноста, затоа што тука има едно радикализирано јавно мислење и тоа не е само кај членовите на ВМРО-ДПМН, дотолку повеќе дури кај најголем дел од членовите на СДСМ и на сите политички партии, на сите кои сме наследници на партизаните во Македонија, сите легитимно прашуваат добро, зошто воопшто бугарите да влезат во уставот во Македонија, кога се една етничка заедница, да речеме, многу помалку бугари се изјасниле од што се изјасниле како торбеши. И тоа е етнички како торбеши, иако нели став наше дека торбеците се македонци, но тие луѓе за себе велат дека се засебна етничка заедница. Бројот на бугари на попис е негде околу 3.500. И сега ние внесуваме таква етничка заедница која е толку мала во уставот и е веќе внесена затоа што во уставот постои она и другите етнички заедници. И затоа велиме, и тоа е предлогот што претседателот Мицкоски синоќ го даде, е да се внесат сите заедници кои што ги имаме утврдено согласно попис. Да имаме еден широк опфат на сите етнички заедници кои што и така ги уживаат правото. Но велиме, и јас сум радикален, Липче, по однос на овој став. Лично, ако ме прашаш, субјективно сум крајно радикален, бидејќи кај нас како македонци се создаде огромна фрустрација од ово однесување на Бугарија, земја која што во не толку далечното минато сме ја третирале како сојузник и како пријател. Значи ова е прашања и низа на прашања кои што Бугарија ги отвори, кои што се навредувачки за македонецот, врз основа на субјективни политички интереси на неколку политичари кои што живеат во Бугарија. И затоа велиме ние мораме да ставиме крај на сите овие уцени, на сите овие условувања и на сите овие процеси кои што при секој изборен циклус во Бугарија дополнително ќе го отежнуваат нашиот европски пат. И единствен начин да ставиме крај на тоа е да обезбедиме гаранции за нашата држава, гаранции кои што ќе доаѓаат од највисоко ниво. Мала брейкинг вест од ово утро, Светска банка ги даде прогнозите за раст. Македонија ќе има годинава раст од само 2,4%. Ова е еден од најлошите резултати на Балканот, споредбено со нас. Косово, кој сега ќе го лечиме бесплатно овде, има 3,7% раст, Црна Гора 3,4%, Албанија 2,8%, Босна и Херцеговина исто како и нас, нели, 2,5%, ние 2,4%, Србија има забавување 2,3%, но тоа е веќе поголема економија, така што многу повеќе значат овие 2,3%. Бугарија и Хрватска исто имаат лоши резултати, ако се членки на Европската унија.
Тоа е состојбата во државата. Значи, граѓанинот на најбазично ниво го чувствува по овој ценовен шок со кој што се уште владата не може да се справи. Инфлацијата е веќе достигна такво високо ниво да нашите плати не соодействуваат со реалната наша потреба од гледна точка на слаба потрошувачка моќ. Секојдневно гледате не се само веќе малите и средните компании кои што имаат проблем. Ако го слушавте вчерашната пресконференција или настап на председателот на Стопанската комора на Македонија господин Отазевски, има страшно лоша перцепција на кој во односот на владата кон бизнис заедницата, и тие се луѓе кои што се представници на најголемите компании во нашата држава, така да несомнено е дека на нас примерно како држава да ги тргнеме на страна сите овие политички случаи, ни треба економски ресет, односно предвидлива политика кон економијата, зголемување на капиталните инвестиции кои што се прават и конечно раздвижување на македонската економија. Раздвижете се низ центарот на градот Скопје, ќе видите затворени продавници, ќе видите дека нема луѓе по улиците, значи куповната моќ на македонскиот граѓанин е во состојба каква што мислам никогаш не била во нашата понова историја. Да, имало тешки времења, но никогаш не било волку лошо. Муцунски исто интересно, поранешниот амбасадор на САД во Скопје Джес Бейли, и тој за Гласот на Америка имаше едно интервју, еве сега го имам пред мене, даде едно многу интересно толкување. Вели, мислам дека САД ќе бидат разочарани ако процесот ако се случат на тамошни постапки од ваква природа, додека поминувате низ процесот и отварате поглавја. Одредени земји ќе сакаат да се уверат дека самите критериуми се исполнети, така што има и други прашања на патот. И затоа мислам дека е важно секое прашање да не се гледа како нелегитимно прашање помеѓу земјите членки, бидејќи тоа е дел од процесот. Тоа ќе биде долг процес да се помине низ некои од тие поглавја, особено со владењето на правото, вели за нашите преговори со ЕИ. Земјата ќе биде под голем надзор, тоа е јасно како и Албанија и другите, но мислам дека сум оптимист, мислам дека луѓето ќе видат што ќе се случи. Главната поента која ја дава претходно е дека уставните измени се решение за ЕУ, но сад ќе бидат разочарани ако има и друго вето. Тоа значи дека Бейли нас ни потврдува практично дека со овие уставни измени ние далеку од тоа дека сме ја завршиле работата за да... И не случајно ние велиме ни требаат ваков тип на гаранции наспрати нашиот сосед. Не е тоа наша некоја теорија на заговор како политички субјект, туку се работи за располагање со конкретни информации кои што доаѓаат од различни наши пријателски земји кои што ни велат не можеме да имаме сигурност во понатамошното однесување на Бугарија. Еве сега и доста отворено еден поранешен но висок представник на американската администрација практично потврдува на некој начин дека не може да се има сигурност во понатамошното однесување на Бугарија апропо нашиот евроинтегратски пат. И доаѓаме до тоа што е основна теза на ВМРО ДПМН, на нашата политичка партија, а тоа е дека ни се потребни сигурни гаранции. Да бидеме искрени кон Бейли, Бейли вели дека уставните измени ќе ја засилат позицијата на државата, а проблемот на Бугарија е тоа што не го признава македонското малцинство и покрај пресудите на судот во Страсбург. Значи, некако тој ве повикува да ги усвоите овие уставни измени на еден или на друг начин, но мора да признаеме дека и првиот и вториот ваш аргумент ги усвојува, односно и тоа со македонците од Пиринска Македонија го детектира, а го детектира и ова со можните понатамошни пречки. Вие кога имате ваков проблем, еве вака попросто да го кажеме во делот на надворешната политика, а во интерес ние имаме проблем со соседна Бугарија. Односно, да бидем искрени, таа има проблем со нас, но факт е дека таа е земја членка, а ние не сме земја членка. Што значи дека ние треба да работиме на надминување на билатералните проблеми, но надминување на билатералните проблеми на начин на кој што ние нема да бидеме земја која што ќе прави 100% осам. Односно тоа што го направи владата. Известноста и сигурноста е најбитното нешто по овој процес. И довербата со Бугарија, и јас би рекол,
мене лично ако ме прашате, не да е на многу ниско ниво, нема доверба во овој момент. Владата знам дека има доверба. И тие имаат доверба кој што е еднонасочна и кој што создава дополнителни штети, но од наша страна нема доверба спрема тие кои што ја водат официјалната политика на соседска Бугарија и треба да се работи на градење на таа доверба. Како ќе ја изградиме таа доверба? Ако конечно почнеме да обезбедуваме и некои политички и правни отстапки од нивна страна, да знаеме дека тие се сосед кој што не сака да ја создаде штета на Македонија, како што го прави тоа во моментот, туку сакаат да бидат сосед кој што ќе го поспеши нашиот пат во Европската унија. Објективно да гледаме, на Бугарија не одговара ништо повеќе од Македонија да стане земја членка на Европската унија, земја кој што е сосед, земја со кој што треба понатаму да биде и инфраструктурно и деловно и образовно поврзана, но проблем е како официјалните представници на Софија да работат спротивно на зошто на се ова не го побаравте да биде некое наше решение за после избори? Еве, прифаќате ли ова и широката влада со СДСМ и овие услови, се ова да биде после избори? Прво да имаме избори и после избори да продолжиме вака. Јас таква изјава стојам на сите изјави кои што сум ги дал претходно. Основен предуслов за се треба да биде одржување на предвремени парламентарни избори. Но доколку ние успееме да обезбедиме влада која што ќе биде без дуј, а со сите други политички субјекти, и таа да биде владата која што ќе ги обезбеди, кој што ќе го обезбеди и организира изборниот процес, тоа е во најголем интерес и на државата и на сите политички субјекти, бидејќи тие кои што најактивно работат на немање на фер избирачки и фер избирачки ден и фер избирачки процес се токму дуј. Вчера имавме уште две прашања и завршуваме, времето не гази. Вчера имавме една интересна ситуација, овој новиот министер за здравство, Меджити, што се презива од Алијанса за албанците, кажа дека косоварите и албанците во Македонија не биле странци. Ја по закон знам, направен тоа смучеле дека странец е секој оној кој нема државјанство во земјава. Ако ти од Албанија и од Косово немаат државјанство, значи се странци од. Истиот министер за здравство, кој што во последните неколку месеци јас имам слушнато 2 до 3 негови изјави кај што вели здравствениот систем ни е во катастрофална состојба. И официјални изјави од негова страна, да. Малку ги парафразирам, но тие се зборовите во многу лоша состојба не е здравствениот систем. Да, аналитичар, критичар на својот сектор. Да. Истиот министер кој што по секоја цена прави се да го смени од директорска позиција најдобриот кардиохирург во нашата држава. Па му нуди да биде негов политички советник. Добро, Жан Митрев е најдобар, вториот најдобар државен. Еден од најдобрите кардиохирурзи. Ете така. Да кажем и најдобриот кој што го имаат веројатно државните институции, да. И сега ни вели тој здравствен систем кој што е во катастрофална состојба, кој што има милион предизвици, сега ќе му направиме дополнителен товар на тој здравствен систем. Токму тоа е причината зашто ни требаат брзи избори, затоа што овие луѓе нити умеат, нити знаат како треба да се води било која институција на функционирање на држава. Ова е абсурдно. Јас ваква абсурдност не сум слушнал. Да имаме ние здравствен систем кој што е во идеална кондиција, каде што никој нема потреба од лекување во приватното здравство, каде што никој не треба да чека да чека на ред. Нема проблем ние да се отвориме кон цела Европа па да ја помагаме на цела Европа. Ама во ваква ситуација, каде што македонските граѓани дневно даваат илјадници денари на приватниот здравствен систем, бидејќи е оптоварен јавниот здравствен систем, каде што луѓе земаат кредити за лекување, вие да го отворите целокупниот македонски здравствен систем на милиони други граѓани, еден од најголемите абсурди кои што сум слушнал. Во однос на оваа работа имаше вчера една добра анализа. Еве, како пример за богати држави ќе ги земеме Швајцарија, Обединетите арапски емирати, Катар, нели, земји кои имаат нафта, кои се навистина имаат БДП огромно, тоа е невидено во однос на тоа колка популација. Ќе земеме Данска, како таков пример, ќе земеме Шведска како социјална држава и ќе земеме Канада. Исто како развиена и социјална држава. Знаете што е заедничко за сите овие држави? Никоја не им ги наплаќа здравствените услуги на странците исто како на своите граѓани. Тоа е заедничко за држави кои се не многу побогати од нас, кои се во земји каде што имате земја како Канада каде што има универзално здравство.
Модел на универзално здравство, каде што секој има пристап до здравствениот систем, независно дали е вработен, невработен и така. Да, нема таму на осигурање тие работи, нема. Странец плаќа во Канада. Сум живеел, Да, вие сте знам. голем дел од вашиот живот сте го Сум поминале. живеел, знам, затоа ви велам. И ви велам да имаме идеална ситуација, ете, не е проблем, ќе размислиме да бидеме од помош, но ние во ваква ситуација каде што немаме апаратура, редици се чекаат, граѓани не може да дојде до термин. Секојдневно најдобрите доктори или го напуштаат јавното здравство или ја напуштаат Македонија. Секојдневно слушаме вакви апсурди и затоа е потребен рестарт во секоја област. Добар пример се дава денови. Хаос во правосудството, не мора ни да се коментира, граѓаните гледаат, прва вест беше веќе 2-3 недели. Хаос во здравствениот систем, дополнително потврдено од ова што се прави. На 1 септември ќе имаме или ќе немаме учебници? Па не, сега им ги дадоа. Пред крај, на 10 дена пред крајот на школската година им ги дадоа. И тоа што го слушнав од министерот за образование дека веројатно повторно на 1 септември ќе нема нови учебници. Па добро ден, на крај кој ќе завршат. Ние направивме ново правило, зашто тие цела година книги да им тежат само на децата, им ги даваат на крај од учебната година. Еве, се движиме кон крајот на вашата емисија, да не биде само национална политика да зборуваме, да кажеме дека учениците од 4-то одделение кои што почнуваат во фаза на дигитализација во општина Аеродром, повторно и оваа година ќе добијат сите 4-то одделенци бесплатни таблети од општина Аеродром. Жалам, бидејќи веројатно ќе немаат учебници, но општина Аеродром на сите 4-то одделенци ќе им обезбеди втора година поред таблети и продолжуваме со имплементација на нашиот проект Таблет за секој дете. Значи вие на време им ги давате, не Ние ги на давате време ги отпочнуваме процедурите. И веројатно таблетите се поскапи од учебниците. Чим Далеко. може да стигнат таблетите За општина. за општина? Во вакви предизвикувачи ги финансиски времиња, кога први погодени од сите овие кризи се општините по своите буџети. Како е во општина Аеродром? Градите, работите? Имаме, читаме нешто, Левица ве обвинува за некакви дупови. Левица постојано не обвинува, тоа би рекол име работа како опозиција, но со тие обвинувања кои што се плитки по своја содржина и подолг период ќе си останат опозиција на локално ниво. Работиме во комуникација со граѓаните, работиме во интерес на граѓаните, знаеме дека има предизвици, знаеме дека има работи кои што можеме да ги правиме и многу подобро. Во последните година ден еден од најголемите предизвици на пример ни беше хигиената, пред се заради недостатокот од работна сила. Како што државата има недостаток од работна сила, ние како општина повеќе од година дена баравме повеќе од 30 работници кои што и покрај покачените плати на комуналните работници и покрај обезбедените подобри услови не можевме ги најдеме и пред неколку недели одлучивме покрај тие комунални работници што ги имаме во моментот да почнеме и со еден процес кој што е широко распространет по Западна Европа, а тоа е ангажирање на приватна компанија кој што ќе ни помогне со хигиената, така да сметам дека веќе почнува и еден процес на подобрување во таа смисла во општината. Работиме на друг тип на инвестиции насочени во моментот кон спортската и рекреативната инфраструктура, работиме на инфраструктурни проекти на повеќе улици кои што ќе ги најавиме во следниот период како во урбаниот, така и во руралниот дел на зашто општина одлучивте Аеродром. приватна компанија? Не може да најдете доволно сезонци, тоа е Ние проблемот. веќе повеќе од година ден имаме отворен оглас за и ќе повторам, ги зголемивме. Едно од првите чекори кои што ги направив како градоначалник е да ги зголемам месечните примања на сезонските работници, кои што не беа зголемени повеќе од 15 години. И веројатно обезбедуваме најдобри услови од сите општини во Македонија за сезонски работници, овие комунални работници, но ги нема луѓето во државата. Значи, ние имаме сериозен недостаток општо на работна сила и ваши пријатели од приватен сектор веројатно истото ќе ви го ќе ви го потврдат. И кога увидовме последна година дека не може. У Македонија да само директор ако бараш му е слесно. Не може да се најдат овие општи работници кои што ни беа потребни. Решението единствено кое што ни беше на располагање, ангажирање на приватна компанија. Сметам дека доста успешно почна тој процес веќе неколку недели, а граѓаните и во следниот период ќе видат заради тој нов пристап кој што го имаме и драстични подобрувања. Во моментот, иако има одобрение од страна на Комисијата за хартија од вредност и Министерството за финансии,
Владата веќе еден месец не ја одобрува обврзницата за општина Аеродром. За граѓаните подобро да знаат што значи таа обврзница за нив, значи нови градинки, значи нови училишта, значи нов плоштад на територија на општина Аеродром, обврзница која што би се користела единствено за капитални инвестиции. Жалам што владата се уште не одлучила да ја одобри обврзницата која што е само за капитални проекти, ќе повторам, не е за никаква форма на непродуктивен трошок, но ние продолжуваме со реализација на сите проекти и верувам дека до крајот на мандатот се што сме ветиле ќе реализираме. Денес исто така еден саркастичен коментар вели кога немаат учебници, барем ќе можат игрици да си минјат на таблетите. Не, таблетите се со предходно обезбедена и едукативна содржина, внимаваме на тој дел и бидејќи ова е веќе втора година кога го имплементираме овој проект, четврто оделенците и оваа учебна година која што доаѓа на крај веќе ги добија своите таблети. Тоа што го добивам како фидбек и од директорите и од наставниците е дека во делот на дигитализација на образованието, навистина тие се и како потребни помагала за најмладите генерации. Таблетите остануваат на тие дечиња, ќе може да ги користат и во следните години и сметаме дека заедно со бесплатното пливање за правачињата и за дечињата, сите дечиња со попреченост, независно од кој оделение се наоѓаат, се меѓу двата поуспешни проекти кои што ги имаме имплементирано во последната година дена и проекти кои што гледам почнуваат да служат како примери за други општини кои што сакаат да ги имплементираат како такви. Муцунски ви благодарам, тука негде завршуваме, 9 часот и 31 минута, крај на нова наше утринско издание. Мислам дека бевме забавни, бевме добри, привлековме внимание, веќе сме први на тајм, така што мисијата наша е исполнета. Ви благодарам за можноста, Љупчо, и задоволство ќе ми биде повторно сега. Нареден пат со Боцевски кој ќе се врати од Сараево, а може и да не напушти во оваа широка влада да отиде од понеделник, не знам, ако се случи евентуално. Не сум оптимист, но времето ќе покаже. Почитувани слушатели, вие останете со 107,4. Ја у влада не влагам, така што Боцевски да отиде, ја останувам тука со вас секое утро. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски. Останете со 107,4, уживајте во прекрасната музика. И што друго да ви кажам, освен проверувајте ги информациите пред да стигнат до вас, читајте повеќе, не заклучувајте само врз основа на нечи наслов.